Добра вечер. Ова е Визави на програмата на телевизија Вис и вечерва ова интервју го правиме преку Zoom апликација на далечина затоа што нашата гостинка, иако е струмичанка, не успеавме да ги осогласиме термините и да зборуваме во живо во студиото на телевизија Вис, но без друго важно е да ја представиме Јаворка Витанова, сопран, вработена во Македонска опера и балет. Јаворка, добра вечер. Добра вечер, Сузана. Ти благодарам на поканата. Чест ми е и вистински се радувам што сум дел од вашата емисија. Ти благодарам што најде време, зборувавме претходно дека имаш навистина исполнет распоред, но да им раскажеме на струмичани што се случуваше во твојот професионален живот изминатиот период. Имено имаше еден навистина прекрасен настап од она што успеавме во кратките видеа и фотографии да го видиме во Кримската палата во Москва. За каков настап стануваше збор, како дојде до оваа соработка, до оваа покана? До овој настап стигна така што јас во 2018 бев на натпревар во Москва и пеев руски романси. На моје изненадување ја освоив првата награда. Навистина јас не очекував со оглед на сите колеги пејачи кои беа присутни. Обично имаме некоја замисла кога одиме на некој натпревар и знаеме кои ни се можностите, што можеме од прилика да направиме или да освоиме некоја награда. Но овој пат, навистина без никакви очекувања бев и, како што реков, на моје изненадување освоив прва награда. Така се случи и овој настап, поради победата ме поканија и искрено не очекував, затоа што помина доста време поради короната и моменталната ситуација во Русија, но еве се одлучив да им отидам на гости, како што ми кажаа и тие. И чувството е неопишливо. Како беше тоа? Колку мина Да. учесници имаше? Што се пееше? Каков беше репертоарот на таа вечер? Репертоарот беше исклучиво со руски романси, имаше учесници од многу држави. Бев окружена со колеги од Русија, од Кипар, од Јужна Кореја, од Узбекистан, Киргистан и од Бугарија. И сите изведувавме руски романси. Имав чест да се запознам со оперски пејачи од Москва, што настапуваат во едни од најголемите оперски куќи и ова беше едно исклучително искуство за мене. Што пееше ти? Каков беше твојот репертоар? Со кого настапи? Настапив со колега од Русија. Прв пат се запознавме на концертот таму, Сергеј Абабкин, и изведувавме "Люблю тебја". Тој договор се случи неколку дена пред да отидам. Требаше прво да изведувам сама композицијата, но организаторите се така секогаш креативни и во последен момент им такнуваат интересни идеи и се согласив, затоа што Сергеј навистина исклучителен пејач, многу талентиран и беше едно убаво искуство за мене. Колку време имавте да се заедно подготвивте? Колку проби всушност направивте со оглед на дистанцата? Можеби преку Zoom, преку некоја апликација се вклучивте или се беше во живо за кратко? Имавме многу малку време. Сергеј ме исконтактира на WhatsApp и ми пиша да се договориме како ќе ја поделиме композицијата, затоа што тоа не е класичен дует, туку ние сами имавме шансата да си ја распределиме. И пробавме еднаш на трети ден пред концертот и тоа беше единственото наше видување пред самиот концерт. Да се навратиме 5 години наназад. Рече дека првиот твој допир со московската сцена беше на надпреварот Романсијада 2018-та.
Како дозна за овие надпреварувања? Јас знам дека ти си длабоко навлезена во музиката, меѓутоа не секогаш се чини дека се пружат можности да се настапува на големите сцени, макар во надпреварувачки контекст. Дефинитивно, значи тука имаме колешка која е пијанистка во Македонската опера и балет, Елена Силјановска, и ве поздрав до неа. Таа организираше руска романса, односно надпревар за руски романси кај нас во Скопје. Од тука почна и целиот тој пат кој траеше, 5 години како што рече. Бев таму на надпревар, па потоа продолжив на надпреварот за руска романса во Софија. Таму го освоив исто така првото место и таму всушност ме видеа организаторите од руска романса во Москва, во Русија, и тогаш ја добив поканата да се надпреварувам во Русија. Имаше ли трема кога прв пат се најде соочена со своите конкуренти, со колеги од, предпоставувам, повеќе земји, повеќе надпреварувачи? Какво е чувството кога треба да се вреднува она што ние знаеме дека нели понекогаш нијанси се во прашање, но сепак не е Да. се едно, предпоставувам. Не е се едно воопшто, но прв пат сватив дека не треба да си ги билдаме очекувањата и тоа ми направи да не осеќам всушност толкава трема колку што би имала претходно. Повеќе можам да кажам дека беше некоја убава возбуда, затоа што знаев дека ме гледаат сите од дома, целиот надпревар одеше во живо и на YouTube. И тоа можам да кажам дека ми предизвика поголема возбуда, отколку самата помисла дека сега треба да се надпреварувам, затоа што сепак мислам дека секој е различен, на свој начин знае да допринесе кон изведбата на композициите и не би сакала да се споредувам со другите пејачи, затоа што повеќе размислувам сега јас како да ја доведам до не до совршенство, ама како да направам подобра изведба од тоа што сум направила на проба или денот претходно. Така да возбудата беше повеќе дека ме гледаат моите дома и моите пријатели, дека знам дека ме бодрат, дека се со мене. Да. Овој надпревар ти донесе, еве, соработка, ти донесе покана за повторен настап во Москва. Дали можеби се случија и други значајни контакти во твојата кариера токму од еден надпревар? Да, секако. И од надпреварот и од концертот сега, значи, ние сме обкружени со можам да кажам дека многу големи и многу важни личности во музиката. И од надпреварот конкретно добив шанса да отидам на мастер-клас во Болоња. Таму седев 14 дена и работев со оперски пејачи, диригенти, режисери. Имав шанса да имам концерти во Болоња и исто го запознав еден од моите професори, Петар Данаилов, во Бугарија. Така да можам да кажам дека едно од многу е важно да се оди на такви настани, но воедно не е ни лесно, можам да кажам, затоа што сето тоа е доста финансиски исцрпно и морам да се заблагодарам на моите родители што на сите начини буквално ме поддржуваат и ме бодрат да одам понатаму. Колку е надградувањето значајно, ако се има предвид дека ти веќе магистрираше во класата на Весна Гинова Илкова, еден голем професионалец, еден познат уметник од Македонија, беше твој личен ментор. Што научи низ еден ваков процес и колку, еве, пак да се навратам, е значајно да се надградува, да се шири и знаењето и искуството? Многу е значајно, посебно кога еден е моментот кога студираме на факултет, не ги сваќаме до толку работите, не сме толку зрели, посебно еве јас за мене се зборувам дека подоцна на магистерски и сега како веќе созревам, сваќам кои се важностите во надоградувањето. Што значи тоа? Дека
предходно на факултет кога бев сумислела технички како подобро да изведам композицијата или како повеќе да звучам помоќно, погласно. А сега како созреваме, сваќаме дека емоцијата, пренесувањето на емоцијата е многу побитна од било што во самата композиција, како ние да допреме како уметници до публиката, како побаво да се изразиме или доколку пееме некоја арија, како да го пренесеме ликот низ аријата, така да можам да кажам дека мојата професорка Весна Гиновска-Илкова навистина беше и поддршка, но и голем учител за мене во тие години кога се градев како уметник и како пеач. А веќе си изграден уметник кој што има свое место во македонска опера и балет. Може ли да позборуваме малку за твојот професионален ангажман? На кој е репертуарот во моментов што го изведуваш? Така е. Јас во моментов сум дел од хорскиот ансамбл на македонската опера и балет. И искрено не ми беше огромна желба да бидам дел, но сега ја сватив тежината на операта, затоа што ние со тоа што јас сум на секоја представа што се одржува во операта, се навикнав на сцената и можам да кажам дека сега било која друга задача да ми се зададе, нема да имам потешкоти да ја изведам. Таа е огромна сцена и не сме свесни за нејзината големина, морам да признам, затоа што секојаш кога излегуваме прв пат на сцена, не се опишува кое чувство надвладеа, затоа што и публиката е многу поголема од сите други места на кои што настапуваме. Мислам дека ова е најголемата сцена кај нас во Македонија, така да е добра припрема за понатамошните ангажмани. А имаш ли некои идни ангажмани на кои што треба да се работи во периодот? Да. Сакам да се спремам да направам концерти во Струмица, затоа ќе бидете сите благовремено известени. За оваа година, ова е навистина значајно за нашата публика оваа година. Одлично. Не сум била во Струмица со концерт веќе неколку години и навистина ми фали да се дружам со струмичката публика. Одлично. Во моментов се спремаат интересни проекти. Моментално со мојот тим работиме на промоција на сето ова што помина сега. Потоа сакаме да снимаме проект кој ќе биде малце модернизација на класичната музика и се припремам за улоги, спремање, за аудиции, се надевам и надвор од Македонија, така да сето тоа ќе биде многу работа. Да, дефинитивно. С оглед на тоа што сега почнав и да предавам во приватно училиште соло пеење и ќе биде напорно, но сепак се бавиме со музика, така да нема да биде многу тешко. Кој е предизвикот да се работи со младите идни, да се надеваме, уметници на кои што треба да им се пренесе дел од знаењето, дел од искуството, да се влюбат во музиката? Многу е тешко. Треба да сме предпазливи, затоа што јас во моментов работам и со деца, но и со возрастни. И добро знам како е кога имаш желба за работа, кога имаш талент и кога ти е пружена шанса, но добро знам и колку е тешко кога нема да се употребат правилните зборови, кога ќе се осеќаме повредени, така да внимавам низ целиот тој процес како ги усмерувам пејачите, затоа што знам дека се работи за деликатна тема. Сите доаѓаме со желба за напредок и работам максимално со нив. Нормално секој има различни способности, но заклучив дека сите можат да напреднат само во различно темпо. Така. Колку е
тешко да се усогласи тој двоен живот професионален, кога треба да се биде и професор, но и кога треба да се биде изведувач? Ти се случува ли да се преклопат термините за проби, да речеме, со оние, па да треба да се прават комбинации, што Да. претпоставувам знае да биде и стресно? Да, но имам разбирање од учениците. Обично сите промени ги правам тука затоа што мојата прва работа е сепак операта и изведувањето и моите ангажмани во македонската опера и балет. Тешко е, но потоа наоѓам време да ги заменам часовите или пак да одвојам време да им одржам некој плюс час. Затоа што сите си го одвојуваме тој дел од времето за усовршување и надоградување, но сепак имаме и приоритети. Се гледаш ли себе си во иднина и професионално ангажирана во предавања, во настава некаква, можеби со студенти, надградба, дополнително на твојот професионален напредок, докторски студии? Да, тоа ми е едно од желбите. Се надевам дека ќе можам и да се дообразувам со докторски студии надвор од државата. За предавање, можам да кажам некаде за 20 на години, би можела да предавам повеќе од ова, но целта ми е да се надоградувам и да успевам повеќе како пеач на сцената пред публика. Одлично. Јас би сакала да го заокружиме разговорот навраќајќи се на струмичките теми, на почетоците, на зародишот на љубовта кон музиката, која претпоставувам дека е поврзана со семејството во кое што има позитивни музички подковани луѓе. Така е. Како што напоменав и во други интервјуа, јас сум растена во музичка фамилија и голем дел од струмичаните ги знаат тие информации. Значи, музичкиот пат кај нас започнува од мојот дедо. Тој свиреше на кларинет, потоа чичко ми и татко ми и сега и јас и брат ми. Интересно е да се расте секој ден со музика и мислам дека тоа имаше најголем удел за и талентот да се развива многу побрзо и уствари да се заклучи дека имам некој талент и да се надоградувам. Потоа се запишав, односно моите ме запишаа во основното музичко училиште Боро Џони. Имав прекрасни професори, прекрасни наставници кои вложуваа во мене и од таму дојде и желбата да се запишам во средното музичко училиште во Скопје. Каде се пренасочив на соло пеење. Така. Со оглед дека уметниците имаат понекогаш неизвесен пат, имаше ли целосна поддршка од твоите да се запишеш и понатаму да се профилираш како музички уметник, како соло изведувач, или имаше придвојување, преиспитување? Како помина тој период на одлуки? Немав никакви пречки, морам да признам. Претпоставам за тоа што и татко ми се бави со музика. Мајка ми му била секогаш подршка на него, така и ние пораснавме во една убава, позитивна околина и мислам дека и заедно стигнавме до заклучок. Ме прашаа што сакаш да продолжиш, дали сакаш да продолжиш во струмица, дали сакаш да се надоградуваш со музика. И заедно одлучивме дека сепак може да се даде шанса на музиката и така имаше интересни моменти за тоа што секоја недела пред да се запишам во музичкото училиште, татко ми ме носеше на часови во Скопје и ние секој петок од Струмица до Скопје на час и назад. И тоа е еден голем влог на кој сум бескрајно благодарна и знаев дека морам да работам повеќе за тоа што сепак ние децата што доаѓаме од страна во Скопје, знаеме која е тежината да се дојде во друг град и да се учи и да се посветува на студиите. Да, еден посебен процес на созревање, верувам, преуранет можеби, затоа што се соочувате сами со светот и со одговорностите.
Јаворка, Така е. ти благодарам многу за разговорот. Мислам дека и публиката која што не гледа ужива во она што го кажа со целата таа позитивна настроеност кон животот и кон музиката, па со нетрпение те очекуваме во Струмица. Ви благодарам уште еднаш и навистина сакам да дојдам и во живо да си помуабетиме, така да наредниот пат дефинитивно ќе бидеме заедно во студио. Да, отворена е поканата, студиото те чека. Довидување и Поздрав до секој вашите добро. гледачи, се гледаме. Се гледаме. Сега ќе престанам да снимам.